И време е малку да уживаме во ова тмурно време со еден интересен разговор. Ќе зборуваме за македонската традиција и заедно со мене утринава е Бојан Петковски, етнокореолог, кој што подготвува нешто навистина убаво. Станува збор за насловени Визура 10 и Еуфемизам. Инаку тоа се два проекти од национален интерес за културата за 2025 година. Бојан, добро утро и добре ми дојде. Добро утро на вас, добро утро на гледачите и благодарам за оваа прекрасна најава и од самиот старт потенциравте дека ќе говориме за нешто што е многу важно, а тоа е од национален интерес за културата за 2025 година. И драго ми е што овие проекти се на некој начин одобрени, на некој начин и ќе кажам ќе ги промовираме и ние во денешново издание. Ајде прво пред да ги погледнеме и пред нашите гледачи да видат за што всушност станува збор, да почнеме со еден термин. Не знам дали сте знаеле, меѓутоа арго е термин кој што се користел за таен јазик на група луѓе кои што се неразбирливи за останатите. Па она што ќе биде мое прво прашање, дали културното наследство треба да биде тајна? Благодарам за прашањето, затоа што арго или надвор од него, како што и насловен уметничкиот триптих, во суштина говори и е разработува проблематиката на вашето прашање. Би се навратил малку наназад кон самиот збор арго, вие го објаснивте. Сакам да кажам дека тенденцијата во проектите кои што јас ги работам е секогаш да се користат македонски убави зборови кои што ги имаме, затоа што нашиот речник воопшто не е осиромашен. Имаме навистина голем фонд и треба ваквите проекти да ги користат сепак и македонските термини. Потука подоцна ќе објасниме што е визура, што е арго, ќе ги разработиме тие термини. Сега во суштина арго представува еден уметнички триптих. Кога станува збор за културното наследство, за традицијата, ние сме генерално научени на сценска изведба на нештата. Јас многу повеќе прибегнав кон една уметничка терминологија, односно се огледав на ликовната уметност, на драмската уметност, на поезијата. И од тука произлезе потребата од формирање на еден ваков триптих. Триптих значи кога три дела се различни тие меѓу себе, но се споени во една заедничка целина. Подоцна низ разговорот ќе видиме што во суштина, кои се сегментите на триптихот. Ќе видиме дека првиот сегмент е едукација, вториот сегмент е контемплирање, односно размислување на темата и во третиот дел на еуфемизам е изразување на личниот став. И сега кога така ќе ги видиме трите проекти, некако се наметна користењето на терминот арго или надвор од него, што сугестивно сугерира на моментот, именно како што кажавте, арго представува таен јазик на одредена група на луѓе кои што го разбираат само тие. Моето прашање од тука е преку овие проекти да се запрашаме дали културното наследство во суштина е еден затворен круг кој што ние влюбениците го знаеме. Мислам, често коментираме дека да, има луѓе кои што го сакаат културното наследство, има деца во игрорните, има деца во ансамблите, има луѓе кои што се занимаваат со носите, но повторно на едно генерално ниво, по едно долго истражување ќе видиме дека сепак е тоа еден затворен круг на влюбеници во македонската традиција. И затоа или надвор од него, под насловот дали ние треба да го пробиеме аргото и навистина културното наследство да стане пред се достапно, но и ценето од поширокиот аудиториум. На 14 октомври во Младинскиот културен центар ќе бидат прикажани Визура 10 и Еуфемизам, а сега ексклузивно во Ја сакам Македонија ќе имаме можност преку инсерти да погледнеме дел всушност од овие проекти и Бојан ќе те замолам да ни објаснуваш зашто всушност станува збор и што е она што сака уметникот во случајов ти да го представи и културното наследство да го направи достапно до сите нас. Во моментов го гледаме на јавното видео за Визура 10. Малку поедноставно и попластично за гледачите, Визура представува замислена линија која што поаѓа од човековото око до предметот на наблюдување, на замислена линија. И токму тука го гледаме овој круг кој што потсетува на некаков дурби, на некакво пробивање од човековото око до предметот на наблюдување, што во суштина ќе покаже дека Визура 10 го покажува како јас го гледав културното наследство низ изминативе години. Би сакал да кажам дека во суштина оваа година се навршува 10 години од мојот прв проект кој што го реализирав. Желбата да се сподели јубилеот со сите останати беше малку засенета од тоа да не звучи 10 години јубилеј Бојан Петковски, па од тука се наметна и насловот Визура 10, односно изминатите 10 години како јас ја гледав
традицијата. Во моментов ги гледаме промотивните материјали, ова е конкретно постерот со кој што е најавена Визура 10, односно еве ова е промотивното видео, гледате тој дулбин, односно низ каде што поминува нашиот поглед, различни уметници го носат се додека не стигне до Младинскиот културен центар, каде што во суштина ќе биде и настанот на 14 и би сакал да кажам дека многу се радувам што проектот Културното наследство ќе го имаме во Младинскиот културен центар, каде што навистина се профилирани различни типови на уметници. Во моментов гледаме видеоматеријали. Што значат носиите? Што значат овие, да речам, модели и облеки кои што се карактеристични за некое одредено време? Во така, на 14 луѓето ова се фотографиите со кои што се најавуваат, односно во суштина. На 14 ќе имаме повеќе од 30 минутен перформанс, односно целовечерен концерт на традиционална музика и игра, каде што луѓето ќе може да видат од над 10 различни етнички предели, како музичката култура, вокално-инструментална, така и игрорната. И морам да кажам дека соработувам со навистина прекрасни уметници кои што ќе ја донесат традицијата на дланка на сите присутни кои што ќе бидат таму, односно ќе бидат поставени фотографиите и од секоја фотографија ќе биде и изведена вокално-инструментална, но и игрорна содржина, каде што луѓето буквално Визура 10 ќе ги едуцира за културното наследство, односно на дланка ќе им покаже како некогаш се случувала архаичната традиционална култура. Сега на Визура 10 се надоврзува обожување на пепелта, тоа е вториот проект кој што ќе биде прикажан на 14. Така, јас имам уште една работа која што сакам да ја споделам со гледачите, една мисла од австрискиот композитор Густав Малер која што вели: традицијата не е обожување на пепелта, туку разгорување на огнот. Кажи ни сега во однос на традицијата, дали нели треба да го славиме минатото, еве овие носи кои што ги видовме, традиционалната музика која што ја споменавме и да речеме јас потекнувам од тој крај и да завршиме на тоа, или треба постојано да се навраќаме, да потенцираме, да го прикажуваме тоа за тој оган на нашата традиција да биде вечен? Одлично прашање. Целата тенденција во изминативе 10 години, јас и многу често сум гостин во вашето студио, секогаш говорам дека љубовта кон традицијата е особено важна, но едукацијата е уште поважна. И токму затоа обожување на пепелта е произлезена од оваа мисла на австрискиот композитор Густав Малер, затоа што сакав да ја напоменам важноста од читање, но и создавање став на тугиот став, затоа што своевремено тој во 19-тиот век ја забележа оваа мисла во која што рекол дека традицијата не е обожување на пепелта, туку разгорување на огнот, што би сакал да каже дека ние не треба само да го обожуваме она што веќе се случило, туку вистински да го разгориме за да може и понатаму да се случува. Сега на мое големо задоволство тоа представува еден личен предизвик, прв пат работам уметничка инсталација, каде што во просторот на 14 ќе биде поставена пепел, ќе биде поставен стол и многу важно имаме една одлична соработка со една светлосна инсталација каде што ќе бидат прикажани сегменти на вода, на оган, каде што луѓето малку повеќе ќе треба да контемплираат, односно длабоко да размислуваат на темата дали ние ја обожуваме пепелта, дали го славиме само културното наследство, дали го разгоруваме или многу повеќе дискутабилно, јас би рекол дали воопшто не правиме ни едно од тие две нешта. И ќе видиме дека тоа се првите два сегменти од Арго, ќе видиме дека во првиот дел во Визура 10 ќе видат традиционалната култура, ќе видат како се облекувале луѓето, ќе видат традиционално играње, пеење, свирење, и како ќе заврши перформансот, веќе ќе биде поставена и инсталацијата каде што тие ќе треба да се размислат околу културното наследство. И многу важно на крајот на настанот сите кои што ќе бидат инспирирани, вие спомнавте уште еден третиот дел на Арго, тоа е еуфемизам каде што сите кои што ќе бидат заинтересирани ќе може да се пријават и да учествуваат на една заедничка групна изложба кон крајот на годината. А она што ме интересира е кои традиционални делови ги одбравте? Кои традиционални места, кои традиционални носи, која традиционална музика и зошто баш од тие краишта? Во изминатите 10 години моите теренски истражувања се протегаа во различни етнички предели. На почетокот како млад дец во овој сегмент секако истражував она што ми беше најблиска околина, од онаму каде што потекнам, тоа е околината на градот Скопје. Но подоцна моите теренски истражувања се однесуваа на повеќе етнички предели во Македонија.
ќе бидат застапени 10 од вкупно 40 различни етнички предели. Јас воопшто не се страмам од това. Зошто е тоа важно? Затоа што кога се разработува еден етнички предел, јас секогаш сакам тоа да биде темелно и да биде пренесени сите аспекти, затоа што вие кога ќе отидете на едно теренско истражување, нескромно тоа може да трае повеќе од година, 2 и 3, додека вие ги добиете сите потребни информации. На самиот почеток ќе имаат можност да слушнат една интересна изведба на песната Више село ветар вее. Тоа е песна од пределот Скопска Блатија, каде што ќе видиме и архаичен тип на облекување од етничкиот предел Скопска Блатија. Понатаму ќе имаат можност да видат две големи сценски адаптации, Збирало од пределот Долни Полок, од околината на Тетово. Ќе можеме да видиме носи за млади невести, за девојки. Потоа сценската адаптација Подурачка река, каде што ќе може да видат традиционалната култура од околината на градот Крива Паланка, и многу интересно ќе може да видат и градска култура. Подготвуваме една машка песна Минеш Минеш, која што доаѓа од градската култура од градот Крива Паланка, затоа што ние многу повеќе застапуваме селската култура во сценската изvedба, но сега ќе можеме да видиме и сегменти од градската култура на градот Крива Паланка и еден новитет, ќе видиме една песна од етничкиот предел Малесија, кој што е навистина малку застапен во сценското презентирање. Тој е еден помал етнички предел во околината, ајде да речам, на градот Дебарца и Струга. Каква ќе биде визуелната представа? Што ќе имаат можност да видат оние кои што ќе дојдат на 14 во Младинскиот културен центар? Дали ќе може да видат традиционална игра, дали ќе може да на некој начин ги опипаат и сите тие носи и се она што ќе го представите? Веќе интересот е огромен за проектите. Имаме најава на доста публика, затоа што кампањата за Визура 10 и обожување на пепелта веќе повеќе од месец дена се води на социјалните мрежи, но и вака сакаме преку телевизиите, кои што дефинитивно се темелот на промоцијата, да стигнеме до пошироката јавност. И навистина ги поканувам сите да дојдат навреме за може да го проследат перформансот. Значи ќе започне со перформанс, односно со изведување на традиционална музика и игра, за кои што пробите веќе се во тек, и воедно ќе може да ги погледнат и фотографиите кои што веќе ги гледавме во прилог, и секако потоа продолжуваме со самата уметничка инсталација, која што повторно кажав ќе биде светност инсталација и ќе се надевам дека ќе предизвика едно поголемо внимание, и така ќе дојдеме до еуфемизам, би проговорил и за тој проект. Еуфемизам станува збор кога ќе употребите полесен збор за нешто што станува збор за нешто потешко. Значи, наместо да кажете умре, ќе кажете го зеде Господ. Сакам да дадам само една мала споредба што значи еуфемизам. Во суштина, сите кои што се заинтересирани ќе може да аплицираат и да учествуваат на една групна изложба преку кој што тие, преку фотографии, преку перформанси, преку концерт да речам, ќе може да покажат како тие гледаат на уништувањето на традицијата, но низ уметноста, затоа што да не кажеме само традицијата и уметноста, туку да креираме проекти преку кои што ќе го задржиме вниманието на гледачот, ќе му ја покажеме традицијата, но многу повеќе ќе го отвориме проблемот на чувањето на културното наследство, затоа што тука доаѓаме до обожување на пепелта, доколку ние само ја презентираме традицијата она каква што е, дали тоа ќе е во традиционална, дали ќе е во стилизирана форма, сепак ние одиме кон тоа само да ја презентираме. Но многу е важно да се создаваат проекти кои што, повторно ќе кажам, ќе креираат мислења и ќе креираат малку повеќе да се запрашаме што во суштина создаваме од овој аспект. И за крај, со оглед на тоа каков интерес има, со оглед на тоа колку ќе биде сето ова интерактивно и меѓу публиката и меѓу оние кои што ќе настапуваат, жива ли е традицијата на Македонија, Бојан? Нема да одговорам на прашањето, туку ќе повикам многу повеќе сите заедно да работиме, пред се луѓето кои што доаѓаме од науката, потоа сите останати влюбеници, многу важно да стигне до поширокиот аудиториум како би го пробиле аргото кој што го кажавме. Токму затоа ги повикуваме на 14 затоа што ќе може да видат, значи, една изложба, потоа ќе има простор да видат традиционално играње, пење, ќе видат раритетни носи од крајот на 19-тиот век, и многу важно носиите нема да бидат ставени во концепт на изложба или на дефиле, туку ќе бидат ставени во вистинска форма на изведување, затоа што вие кога имате раритети од 19-тиот век, секогаш ние најчесто ги покажуваме на ревии, така сум работел и јас. Но овој пат сакав лично да покажам како во суштина тие носи и вистински некогаш се користеле, кога девојките играле, кога пееле, како целото тоа, и во самото видео кое што видовме имаме момент каде што една девојка прави некакви движења, целата носи е живописна, таа целата се движи брановидно, и во суштина ќе им биде на вистина покажана традицијата на дланка. И од тој аспект мислам дека традицијата е жива, но треба да продолжиме да се грижиме за неа. Благодарам за гостувањето. 14 октомври, Младински културен центар, почеток од 20 часот.